Ако 2020 година започна со енормно зголемен број на лица заболени од сезонски грип, а југоистокот начело со Струмица беше втор во графата град по број на заболени, 2021 започна со ниту еден инфициран од AH1N1, но со стотина позитивни на COVID-19. Епидемиолозите без објаснување на стојбата. Се уште од матичните лекари немаме пријавено ниту една пријава за инфлуенца. Зошто е тоа така, може само да претпоставувам. Струмичката болница на почетокот на 21 како растеа бројките од новопозитивни со ковид, растеа и потребите за легло плюс. Се полнеше инфективното оделение, а така паралелно се работеше на изградбата на монтажната единица со цел растеретување на болничките капацитети. Тогашниот директор Наке Гогов, кој за неколку месеци замина во пензија, а палката ја предаде на педијатарката Кузмановска, настојуваше реорганизација на просториите со цел соодветно да се одговори на напливот од пациенти. На хируршките амбуланти ќе бидат пренаменет за амбуланти од другите оделенија, како што е неврологија, психијатрија и другите оделенија кои што имаат потреба интерно, кои што имаат потреба од простор за амбуланско лекување. Јануари, февруари и март бројот растеше и опаѓаше. Инфективното оделение во болницата не остана без хоспитализирани пациенти. Лекарите веќе ги регистрираа и првите реинфекции во југоистокот. Во март започна да се вакцинираат лекарите од регионот, а Гевгелија го зема приматот на југоистокот, општина со најмногу ковид позитивни. Лекарите прстот го вперија во младите за непочитување на мерките и ширење на вирусот. Може, имавме, мислам, еден или два случаи на реинфекција, меѓутоа првиот пат, значи кога беа детектирани, тие беа детектирани со скрининг, значи апсолутно без никакви симптоми. 31 март започна и вакцинацијата на возрастното население во Струмица. Лекарите инјектираат само AstraZeneca. Во просек по 40 граѓани дневно се вакцинираа. Има доста голем интерес. Вакцинацијата поминува во ред по сите протоколи и барем кои што ги поставува пред нас Министерството здравство за чување на пациентите здравјето. Се имунизираа и старите од Гевгелија, Радови, Жваландово. Се ближа верските празници, а здравствените власти одлучија да нема полициски час, кој започна на 6 април, откако бројките рапидно порасна. 17 мај се отвори пунктот за масовна вакцинација. Те граѓани нема да морат да патуваат во другите општини за да може да се вакцинираат, а имајќи предвид дека се согласуваме дека сепак вакцините се најсилното оружје. Во летните месеци, јуни, јули и август, почнаа бројките да опаѓаат со по десетина новопозитивни. Со почетокот на септември одлуката учениците да се вратат во училишните клупи, кривата на новопозитивни повторно почна да оди во нагорна линија. Можам да кажам дека не се наоѓаме во добра или стабилна епидемиолошка состојба, бидејќи секојдневно бројот на новодиагностицирани пациенти со COVID-19 не стивнува. На почетокот на октомври, здравствените власти решија да го затворат вакциналниот пункт за масовна вакцинација во Струмица, но најавите од омикрон сојот ги оставаат граѓаните во грч, иако бројките одат во надолна линија. 2021 година југоистокот ја заокружува со 12.907 вкупно заболени лица и 543 починати како последица од COVID-19.